Белорусите беа еден од најистакнатите контингенти на странски борци во Украина. Белоруски доброволци, непријатели на режимот на председателот Александар Лукашенко, се борат заедно со украинските сили од 2014 година. Кога Русија ја нападна Украина на 24 февруари, стотици белоруси решија да се приклучат на борбата и да го формираат она што на крајот стана полк Кастуш Калиновски, именуван по белоруски писател и револуционер кој го иницирал востанието против Руската империја во 1863 година. Доброволниот полк се состои од неколку стотици борци. Многумина во полкот користат прекари поради страф од одмазда, не само заради себе, туку и за нивните семејства. Нивните лидери веруваат дека нивната улога е да ја помогнат на Украина да се бори за својата слобода. Белоруси ќе личат што зараз. Белорусите кои мислат дека Украина страда, доаѓаат овде и земаат оружје. Тие со акција покажуваат дека на Украина е потребна помош овде и сега. Оние кои се приклучуваат на нашиот полк веруваат дека Украина треба да биде ослободена од агресијата на Путин и дека Белорусија треба да биде ослободена од агресијата на Путин и Лукашенко, така што верувам дека ова е основата на новата белоруска армија. Денис Кит, кој служил во украинскиот батальон Азов од 2015 до 2016 година, рече дека со тоа што се заедно на страната со украинците, тие не само што и помагаат на Украина, туку се борат и за слободата на сопствената земја, која е иако независна, близок сојузник на Русија. Просто окупувана територија. Белорусија е окупирана, културата и јазикот се уништени. Со нашата единица се обидуваме да ја обновиме културата и јазикот. Главната работа што би сакале да ја покажеме е дека постојат вистински белоруси. Тие се тука, тие помагаат. Се уште има многу како нас во Белорусија, но тие се угнетувани од режимот. Сите членови на војната единица ја разбираат својата улога. Руската федерација, Путин и неговиот пион Лукашенко ја украдоа нашата земја, нашата независност. Војникот со прекар Мирек зборува од искуство. Тој служил во силите на Белоруското министерство за внатрешни работи до протестното движење во 2020 година. По крвавото задушување на протестот, тој сфатил дека не може повеќе да служи на владата на Лукашенко. Сега е со полкот на Калиновски и се подготвува да оди на фронтот. Литвански воен тренер со прекар Зиги ги носи војниците на терен подготвени за вистинска битка. Тој вели дека е тука за да се одмазди за страдањата на неговото семејство под русите. Моите баба и дедо беа испратени во ГУЛАГ во Сибир. Денеска е шанса да им се одолжиме. Значи тоа е моја војна за моето семејство, за моите соседи. Затоа што оваа војна може да ни дојде пред вратите, ако не сега, може би подоцна. А сега имаме шанса да го запреме Путин. Што се однесува на сега, многу борци од полкот веруваат дека победата на Украина на крајот ќе доведе Белорусија да биде ослободена од руско влијание. Олексеј Данилов, секретар на Советот за национална безбедност и одбрана на Украина, за Гласот на Америка рече дека украинската влада го признава и поддржува придонесот на странските борци. Благодарен сум на грузиците кои се борат на нашата територија, на молдавиците и на белорусите. Во оваа борба ни помагаат свесните граѓани на сите земји кои моментално се окупирани од Руската федерација. Тие се свесни дека ја избираат не само нашата, туку и својата слобода. Штом војната заврши, додава тој, сите овие земји ќе бидат целосно ослободени од руското влијание и конечно ќе станат дел од Европа, каде што припаѓаат.